Ке успее ли паралелно со и така обемната домашна задача владината коалиција да се справи и со непланираните попатни предизвици? Потребата од референдум за решението на спорот со Грција и блокираниот закон за употреба на јазиците се закануваат да го дестабилизираат досега барем навидум функционалниот однос меѓу владините партнери. Прв пат од формирањето разногласие во кабинетот на премиерот Зоран Заев по исклучително значајно прашање. Сепак, се чини важно само за мнозинскиот народ во Македонија е договореното со јужниот сосед да биде потврдено од граѓаните. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз е да се изнајде решение заедно со опозицијата и на крајот конечното решение да биде потврдено на референдум. Тоа не е толку страшно, трагично или невозможно. Референдумот се организира согласно законите во брза постапка. Ако застанеме сите пред се политичарите да ги соопштиме своите ставови, ќе му помогнеме на нашиот народ, а нашиот народ ќе излезе и ќе се го каже својот став. Веројатно плашејќи се од неуспех, партискиот став на кој Дуи инсистира да биде државен е дека референдумот е непотребен. Од партијата процениле дека подобро е да се искористи примерот со договорот за добрососедство со Бугарија и на тој начин да се затвори ова прашање. Во владата има два различни става од коалиционите партнери. Значи, СДСМ е на став дека треба да има референдум, Дуи е на став дека не треба да има референдум и затоа се овој процес на консултации помеѓу политичките партии за да најдеме заеднички пристап. Изјавата на вице-премиерот беше само одглас на интервјуто на неговиот партиски лидер Ахмети, кој за грчки весник го повтори она кое што функционерите од Дуи го зборуваат подолго време, оти собранието може да ја понесе одговорноста. А таму парламентарното мнозинство на стаклени нозе. Предизвикот е да се обезбеди кворум, а рецептот за успех при гласањето е за од буквално сите пратеници на власта, надеж дека тоа ќе го стори и некој од оние кои менува адресови и се разбира да не потврди техниката. Дополнително, парламентот работеше на тенок мрази пред враќањето на опозицијата, која со илјадниците амандмани на законот за јазиците им го расипа планот на владините партнери брзо да го протуркаат ова решение на кое според многумина се базира и коалицијата. Несомнено, фрустрацијата на Дуи, не можејќи да го понуди ветеното на својот електорат, ќе стигне до СДСМ. Колку ќе можат, оптимизмот и одлучноста на евроатланскиот пат да го зачуваат заедништвото на Елинденска, ќе каже времето. А во меѓувреме, нашето име би можело да им пресуди и на политичките констелации на јужниот хоризонт. И Ципрас се соочува со бројни предизвикувачи, а председателот на грчкиот парламент Никос Вуцис изјави дека иако прашањето за името може да доведе до одредени промени на грчката политичка сцена, сепак нема да ја смени стабилноста на владата во Атина.